Смртоносна стапица која никој не сакал да ја види. Вака јавното обвинителство ја нарече дискотеката Пулс на стартот од судењето за пожарот во кој загинаа 63 лица. Централно место во воведниот говор за трагедијата, обвинителството обезбедило за собственикот на Пулс Дејан Јованов. Тврдат дека негов интерес единствено бил профитот. Ако премолчиме и изгубиме вистината, ако не се соочиме со целосната димензија на оваа ненадомеслива загуба и оваа невидена трагедија, никогаш нема да имаме сила како општество да тргнеме на патот кон заздравување. Почини колку и да боли, пече и горчи во душите на сите, повикува и бара легитимни одговори. Кој дозволи работа на објектот, иако никогаш нема намена за вршење ugostителска дејност? Кој дозволи влез без да обезбеди излез? Пиротехниката која била внесена за настапот на ДНК, обвинителството тврди дека не е единствената причина за трагедијата. Проблем бил и самото постоење на Пулсу што од отварањето во 2012 година работела без контрола од општината, пазарниот инспекторат, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за економија. Раководните луѓе на овие институции, како што наведе обвинителството, си ја префрлале одговорноста кој треба да контролира. Затоа, како што се вели во воведниот говор, сите од 2012 па се до март годинава сносат одговорност за трагедијата. Доказите кои ќе бидат изведени ќе покажат без било какви дилеми дека злоделото во овој настан не е и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело и самото постоење на овој објект толку години. Клубот Пулс отсекогаш бил безбедносна смртоносна стапица. Буре барот. Затоа искрите без никаква пречка имаа каде и да посватат и да зацрнат и уништат толку човекови судби. Судијката Дијана Груевска-Илиевска побара дисциплина од сите учесници во постапката. Рече дека никој не знае колку долго ќе трае судењето, но порача ако сите редовно доаѓаат на рочиштата, ќе се дојде до вистината и правдата за случајот. Сите докази кои ќе ги предлагате ќе бидат изведени од било која странка, освен некои што ќе мислиме дека се навистина ирелевантни за да не ни се одолговлекува постапката. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани. Судењето го следеа и родителите на загинатите. Со аплауз го поздравија воведниот говор на обвинителството. Лути се на адвокатите кои се обиделе да го одложат рочиштето заради спојување на обвинението за собственикот на фирмата за обезбедување. Голем срам за адвокатите што ги бранат обвинетите, како немат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца. И сега дали они имат дома деца? И дали така ќе размислуват и ќе постапуват да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка, ние што ја имаме, со непроспиени ноќи и денови ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. А со постапката на бранителите денес што почнаа со првите постапки нас повторно не убија. Судењето продолжува идната недела на 25 ноември, кога обвинетите ќе треба да кажат дали се чувствуваат за виновни или не. Им се суди на 35 лица, освен собственикот на Пулс, за тешки дела против општата сигурност, одговараат уште тројца градоначалници на Кочани, 4 директори на ДЗС, 2 министри за економија, пазарни инспектори. Им се суди и на 3 фирми. Сите заедно обвинети се за тешки дела против општата сигурност. Зоран Јаневски, Сител телевизија.